И угостителите во Маврово оваа зимска сезона тријат раце, бидејќи резортот е исполнет со домашни и странски туристи. Што им нуди ски центарот Маврово на посетителите и во кој сегмент се унапредува понудата? Го прашавме Огњан Циговски од Маврово. Господине Огњан, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Скопје изминатиот период се гуши во чад и во загаден воздух. Како е на Маврово? Да, ние може да видиме само од телевизијата дека Скопје е еден од најзагадените градови во Европа. Предпоставувам, ако на тие мерни станици идеме обратно, ќе видиме дека најверојатно Маврово е најчистото место не само во Македонија, него и поширок. Навистина во Маврово овие денови беше и е полно со туристи, со гости. Предпоставувам, за тоа има повеќе причини. Едната причина е снегот и скијачката сезона дека е во полнек, но сепак другата исто така голема причина, мислам дека е и чистиот воздух. Тоа всушност ми беше и второто прашање, дали има доволно снег за скиење? Да, стазите работат, ски лифтовите работат веќе месец дена, зимскиот распуст е во тек, сите инсталации од ски лифтови и жичари работат. Како ја оценувате овогодинешната зимска сезона во Маврово? Оваа година може да кажам според бројките до сега дека е старт на најдобрата година во изминативе десетини и повеќе години. Се надевам дека времето ќе продолжи да биде такво како што треба за нас, за скијачките центри. Тоа значи ладно и снег. Веќе овој викенд имаме најави за нови снежни врнежи од околу 30 на сантиметри, но сепак и ладното време кој ќе биде од сабота вечер, недела, понеделник и вторник ќе ни овозможи и да правиме вештачки снег. Така. Господине Огњан, кажете ми од каде се има туристи во Маврово и што угостителите им нудат на туристите? Туристи, како секоја година, така и оваа година има најповеќе домашни. Тука се гостите од Косово, Албанија. Оваа година има доста групи од Малта и од Турција. Кажете ми, господин Огњан, дали се продни патиштата и дали редовно се чистат од надлежните? Во моментот сите патишта се чисти, особено по гушвата која беше пред 2 дена, каде што се случи тоа што се случи. Имаше огромна посетеност во Маврово, не само во Маврово, имаше огромна посетеност на Попова шапка, имаше огромна посетеност на Водно. Се чекаше на жичарите, се чекаше на паркинзите, се чекаше возилата да ги напуштат, да го напуштат Маврово. Навистина имаше, јас мислам дека според посетеноста на ресортот, мислам дека имаше во Маврово во тој ден повеќе од 5000 туристи. Во тој момент навистина патиштата не беа доволно расширени од снегот, така да настана проблем во паркирањето на самите коловозни ленти. Предпоставувам дека и полицијата не беше доволно спремна и не очекуваше толку голем број на туристи, но сепак може да кажеме дека се заврши све во најдобар ред и веќе следниот ден патиштата се расширија коловозните ленти, така да тоа веќе нема да се повтори со сигурност. Како се движат цените? Колку изнесува дневна карта за скиење и колку се цените на храната?
Цените на ски картите се останати исти како што беа минатата и предминатата година. Значи има најразлични скијачки карти за возрастни, 1500 денари за деца, за млади, за студенти. Има карти за скијање од Сабајле, има карти за скијање по Пладне, има карти за качување туристичко без скијачка опрема, така да карти има, може да кажеме, за секој джеп и гостите, според структурата на картите што се купуваат, може да видиме дека и гостите се ги бираат цените кои најповеќе им одговараат. Рестораните и во хотелите и кафаните, мислам дека ги задржаат цените од прошлата година, минимално можда нешто има покачување, но сепак тие се останати како прошлата година во повеќето случаеви ресторани и хотели, така да гледајќи го тоа и гостите ги бираат. Ноќевањата се по 3-4 дена, ги бираат подобрите пакети што ги нудат хотелите со ски инструктори, со ски опрема, со полупансиони. Маврово Ресорт во неговите хотели нуди екстра попуст за неговите гости за користење на ски патеките, за користење на ски опремата. Господин Огњан, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро ова утро. Ви посакуваме успешна зимска сезона во Маврово. Благодарам и на вас и повелете, ние сме во Маврово.